Почитувани гледачи, се враќаме во отворено студио 1 на 1 ТВ. Темата која што сега ќе обработуваме е животот и делото на браќата Манаки, првите сниматели на Балканот кои испишаа историја. Токму на оваа тема гостин во овој блок на отворено студио е Игор Старделов, раководител на филмскиот архив во Кинотека на Македонија. Господин Старделов, добро дојдовте во отворено студио 1. Добар ден, добар ден. Многумина знаат кои се Јанаки и Милтон Манаки, меѓутоа многу малку од македонските граѓани знаат кога всушност тие почнале со својата работа по која што се препознатливи, односно снимањето. Ајде малку по однос на таа проблематика, кога всушност тие почнале да снимаат на балканските простори. Како што самите кажавте во најавата, браќата Јанаки и Милтон Манаки се сметаат за пионери на филмот на Балканот. Тоа се првите сниматели кои почнале да снимаат со филмска, јас би рекол со професионална филмска лента и професионална филмска камера, кои биле родени и кои живееле тука на Балканот. Многумина снимали пред браќата Манаки на Балканот. Доаѓале странци од Франција, од Германија, од Романија, од различни земји, но запишано е во историјата дека Јанаки Манаки, постариот од браќата Манаки, во Париз или во Лондон во 1905 година ја купува камерата со која се направени првите снимки на Балканот, и тоа е таа позната фамозна камера 300, ние ја викаме. Зошто е тоа така? Тоа е камера, филмска камера која користи 35 мм филмска лента, значи професионален формат, производство на компанијата Charles Urban Trading од Велика Британија, модел Б, сериски број 300. И заради тоа ние позната е камерата како камера 300. Значи, запишано е во историјата и според сеќавањата на одредени современици на Милтон Манаки дека камерата е купена во 1905 година, но јас, анализирајќи го нивното творештво, нивниот живот и особено нивното филмско творештво, не сум баш убеден дека е тоа во 1905 година, анализирајќи некои компаративни извори, дојдов до заклучок дека според мене, сепак првите снимки браќата Манаки ги направиле во 1907 година во родното село Авдела. Вие сте еден од ретките кои тврдите дека подоцна ги направиле првите снимки. Да, еден од ретките, неколку историчари на филмот и од Југославија, исто и од Романија, мислат дека се слагаат со она што јас го тврдам, но имајќи предвид дека но тоа не го менува фактот дека се првите сниматели кои Апсолутно, јас затоа потенцирав дека они се првите. Меѓутоа, за мене и во мојата книга и во сите мои текстови кога што сум и настапи во кои сум зборувал за браќата Манаки, јас апострофирам едно друго значење. По мене не е важно дали се они први или втори. Нивното значење што они најпрви снимале со, така да кажам, со професионална опрема, со професионална камера, со професионален формат за снимање на филмови. И што е уште поважно за мене, што е тоа и тоа го снимили. Јас одбранив магистарска тема 90-те години, естетските ефекти на филмското творештво на браќата Манаки. Вие може да ги споредувате филмовите на браќата Манаки со првите снимки, да речеме, на браќата Лимиер или на било кој. Меѓутоа, има драстична разлика во нивната естетика, во естетиката на нивните филмови. И по мене, тоа е важноста и значењето на браќата Манаки, а не дали биле први или втори. Споменавте од каде ја купиле, велите од Париз, меѓутоа од каде ги набавувале филмските ленти, кои што веруваме дека во тој период многу тешко било да се дојде до нив. Најблиску им бил Солун, бидејќи тие живееле и работеле во Битола. Но има една приказна многу интересна, која за жал не можев да ја докажам со факти, имено кога Јанаки Манаки ја купил камерата
купил одредени неколку кутии со филмска лента, меѓутоа баш во тој период било одбележувањето на француската револуција во Париз и он решил со тие неколку ленти да го сними одбележувањето на годишнината на француската револуција. Меѓутоа он, бидејќи бил низок, ја ставил камерата на еден висок постамент и ја снимил целата процесија, целата прослава, така да кажам, и кога ги однел филмовите на развивање во Пате, филмовите биле, филмската лента била производство на Пате, приказната вели дека тие биле толку одушевени од кадрите што ги виделе, што ги снимил Јанаки Манаки, што за возврат ги задржале снимените материјали, но за возврат му дале цела кутија со негативи на филмска лента. Така да првичниот контингент на филмови според приказната е дека Јанаки заедно со камерата ги донел од Париз. Еве веќе споменавте дека тие биле познати особено во регионот. Дали тие кога сликале после тоа сликите, снимките ги прикажувале меѓу луѓето во кино? Значи, браќата Манаки пред се биле фотографи. Имале фотографско студио на Широк Сукак, го отвориле 1905 година и всушност тие живееле од фотографијата. Значи, филмот, така да кажем, им бил хоби. Меѓутоа, на почетокот на 20-те години, браќата Манаки влегуваат во нов бизнис и отвараат собствено кино. Исто така на Широк Сукак во Бидела. Но, според моите сознанија, собствените филмовите што тие ги снимале, никогаш не ги прикажувале во собственото кино. Дори има исто една приказна анекдота која вели дека битолчани играле мајтап со браќата Манаки, односно велеле џабе ја вртиш рачката на камерата, бидејќи тоа филмот камерата работела, морала рачката да се врти, нели? Џабе ја вртиш рачката на камерата, бидејќи камерата е празна, немаш ништо во камерата, немаш филм, затоа што да имаше филм, сетејќи ќе ни прикажеш нешто, ќе видевме во твоето кино. Меѓутоа, пак велам, тоа се исто една приказна, податоци пишани во пишаните медиуми, во весниците во тој период нема едов, дека се прикажувале нивните филмови во Битола, но има информација во нивниот весник, не се сеќам сега на името, дека нивната најпозната сторија, односно дека во киното во Скопје е прикажана пречекот на турскиот султан Мехмет Пети Решат во Битола и во Солун, но за жал тој престој на турскиот султан на овие балкански простори бил забележен и од други сниматели, така да не можам со сигурност да тврдам дали во Скопје бил прикажуван нивниот филм или на некои од другите сниматели. Еве, они снимали исто така и многу голем број на историски настани. Па тоа е едно од значењето по мене исто на браќата Манаки. Тие имале исклучително чувство, сенс за тоа што е важно. Имале среќа, во несреќа, да живеат на овие простори многу турбулентни на почетокот на Балканот. Да, тоа е период кога се случувале многу промени. Значи, еве, ќе почнеме од Младотурската револуција 1908, па Балканските војни, па Првата светска војна. И они голем дел од овие историски настани ги имале материјал кој што може да. И они не биле мрзливи, што би се рекло, покрај филмската лента, на филмската се разбира снимале многу и со фотографската камера. Меѓутоа, покрај Младотурската револуција, исклучително значајно по мене во нивното творештво е посетата на предпоследниот турски султан Мехмет Пети Решат на Солун и Битола. Тоа е 1911 година и тоа е една импозантна репортажа, мислам со сите, како да кажам, нишани со сите елементи, значи на една заокружена филмска репортажа, на еден филмски документарен филм. И по мене тоа е она што е, како да кажам, дали сметате дека по тоа се разликувале од другите сниматели во Европа кои што работеле во тоа време?
најпрво значи се историските настани, историските личности. Но повторно, да не бидам досаден, ќе повторам, значењето е и како се тие забележани. Многу е индикативно како они успеале 1911 година да дојдат толку близко до султанот. Значи, турскиот султан не бил било кој. Тој е како денеска да дојде во посета американскиот председател. Знаете какво обезбедување има, исто такво обезбедување имало и во 1911 година во Солун и во Битола. Они морале да знаат кога и каде султанот ќе дојде, во кој период ќе се појави, дали на женска станица, дали во општината, било каде, морале да ја знаат маршрутата по која ќе се движи, затоа што морале да се подготват. Не можат, сега е лесно со денешната технологија, но нивната камера која тежела, не знам, 30 кила, која морала да работи на троножец, која морала на секој 40 метри филмска лента кутиите да ги минуваат. Земало време сигурно дури да се постави камерата. И морале и да се постави и да се промени лентата, морале они да се подготват, да знаат. И тука има уште една приказна, дека имале некој одмина во Цариградската полиција кој има возможил и дозвола и за снимање, за бидејќи не било така едноставно да се сними султанот, па макар и со нешто сосема ново, и кои од кого ја добиле, значи, маршрутата по денови каде и кога ќе се како ќе се движи овој султанот. Знаеме дека во Македонија во нивна чест се одржува и фестивал. Меѓутоа, дали во државата им се одава доволно почит на Милтон и Јанаки Манаки? Па, за жал, имам впечаток дека на времето, така да кажам, малку во пораните години, посебно во периодот кога Милтон бил жив, Милтон е сега 55 години од неговата смрт одбележавме, значи до 64 година се чини дека малку бил искористен како сеќавање, како кажување, како истражување на неговото живот и на неговото творештво. Меѓутоа има впечаток дека во по самостојувањето на Македонија, мислам дека браќата Милтон и браќата се разбира си го добиваат заслуженото внимание и место. Впрочем, и фестивалот кој еве годинава на филмска камера, кој годинава слави 40 години, еден убав јубилеј, значи ги е посветен, значи, на филмските сниматели, токму благодарение заради одбележување на нивното дело, на нивното творештво. Дали кон средината на минатиот век знаењето на Милтон било искористено од страна на тогашната држава? Па, најголемиот бенефит од Милтон во тој период е што во 1955 година он, значи, сите материјали, целокупниот личен фонд, он го продава на Државниот архив на Македонија. Значи, не се тоа само тука, само филмовите, ами и фотографиите и документите, личните документи, личните преписки и пишани документи и така. И, што е најважно од се, по предавањето, со помош на Милтон е извршена идентификација на фотографиите, на фотографиите е извршена прецизна идентификација, но и на филмовите, но кај филмовите не е толку прецизно ова идентификацијата направена, затоа што сепак филмскиот медиум е малце поразличен од статичната фотографија и тука он има малце проблем, можеби поради староста, можеби поради сеќавањето, нели, но во секој случај од огромно значење и важност е и помош се разбира за мене во истражувањето на нивното творештво и на нивното филмско творештво беа токму тие сеќавања на и она што Милтон Манаки го оставил како, значи, сеќавање во однос на за филмовите што ги снима. Исто така има јадници негативи од фотографии на браќата. Дали некој ги истражува што има на нив? Па, не сум баш многу упатен со фотографиите, знам само дека
Има над 15.000 негативи, што е на стаклени, нешто на стаклени полочи, нешто рол филмови на различни формати. Меѓутоа исто извонредна, исклучително голема и значајна збирка е тоа. Знам дека има 6.000 фотографии на хартија, позитиви, кои во истражувањето и во анализирањето на филмското творештво на браќата јас ги искористив, многу ми беа од голема помош во архивот, те се чува во архивот во Битола. И тие се, како што реков и пред малку, прецизно идентификувани и се од голема ми беа мене од голема помош. Јас знам дека одреден период господинот Роберт Јанкуловски се занимаваше со истражување на фотографскиот опис, дури он искенираше и правеше изложби нешто, но има впечаток дека да не ми се налутат колегите, дека не е доволно истражен тој фонд, затоа што е тој огромен, голем фонд и се разбира, тој е малку, сега треба да се направат од сите тие негативи, тој е малку бавен и скап процес, треба од сите негативи да се направат позитиви, да се скенираат, да се внимателно да се исчистат, тоа тие што знаат колку чини и колку време треба, па дури потоа да се идентификуваат и да се обработуваат и сето тоа, меѓутоа во секој случај треба нешто да се преземе. Кој тоа треба да го преземе? Дали Министерството за култура треба да биде тоа кое што ќе финансискиот товар ќе го земе на свој грб? Не, знаете како. Без разлика што е скап процесот, се работи за историски личности. Да, јас во неколку наврати имам и јавно кажано, значи предноста кај филмските материјали, кај подвижните слики е тоа што има матична институција која се вика Кинотека на Македонија, која е специјализирана за чување, нели, обработка и заштита на подвижни слики. Во случајот со фотографијата, за жал во Македонија нема музеј на фотографија или не знам, некоја институција, значи тоа мора институционално да се реши. Во неколку наврати сум кажал дека би требало не само заради фотографиите на браќата Манаки. Ние имаме голем број фотографии уште пред браќата Манаки. И имаме сочувано стаклени плочи и материјали пред браќата Манаки. Но за да тоа систематски се истражи, систематски се чува, обработува, јас мислам дека е неопходно тоа институционално да се реши. Поединечно тешко тоа ќе оди. А секоја чест на колегите од архивот, меѓутоа нивна примарна задача не е, кај нив во архивот се документите, пишани документи се примарни документи, фотографиите не се од предпоставувам од примарно значење за нив. Се говори дека нивни фотографии има и во архиви на други држави. Дали е точна оваа информација и доколку е, дали некој од Македонија бил да ги истражи, да ги повара? Има сигурно во различни архиви ширум светот фотографии, затоа што, како што ви кажав, они живееле од фотографскиот занает, фотографиите. Има фотографии што ги објавале во весници. Значи продавале и живееле од тоа. Не можам да кажам точно колку има, затоа што јас сум престојувал повеќе филмски архиви, истражувајќи го нивното филмско творештво и се разбира сум погледал и таму во тие архиви што се има како фотографии, нели? Меѓутоа има отпечатено и албуми, нели? Албуми кои, да речеме, самите браќа ги печателе или албуми кои ги печателе институциите или поединци на кои они им ги продавале фотографиите. Значи комерцијално, така да кажам. Меѓутоа, за жал, пак ќе повторам, можеби поради ова недостаток на институционализирана форма, тој сегмент не е доволно истражен. Господин Старделов, тука се ближи крајот на нашиот разговор. Се надеваме дека институциите ќе имаат слух и ќе се посветат многу повеќе на ова прашање, секако да се развијат. Може една минутка. Што значи институција? Кинотеката на Македонија 76 година ги добива од архивот, од Државниот архив на Македонија ги добива филмовите. Во 96 и 97 година кинотеката презема голем проект за заштита, за аналогна заштита на филмскиот опус на браќата Манаки. 1680 метри запалив негатив и 860 метри запалив позитив слика се аналогно третирани во Унгарската филмска лабораторија во Будимпешта со финансиска помош
на УНЕСКО. Во 2012 и 2013 година е извршена дигитална реставрација на целокупниот филмски опус на браќата Манаки. Тоа значи дека државата преку нашето Министерство за култура води сосема, така да кажам, добра, да не кажам одлична, оптимална, значи грижа за ова исклучително културно наследство што кинотеката го поседува. Од тие причини, значи Министерство за култура не можам да кажам, мислам, секоја чест досега во сите можни наврати помогнало, значи, за заштита на филмскиот опус, но треба, предпоставувам дека треба нешто институционално да се преземе и во врска со нивниот фотографски опус. Се надеваме дека тоа ќе се случи. Уште еднашка ви благодариме за гостувањето. Почитувани гледачи, вие останете на програмата на 1 ТВ. Се враќаме по многу кратка пауза со колегата Дејана Андоновиќ и анализата на вестите од светот.